Ногеска на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби тука во Скопје почина пациент заболен од коронавирусот. Станува збор за маж на 63 годишна возраст од Дебар, кај кој синоќа касно дошло до нагло влошување на клиничката состојба. Тој е хоспитализиран на клиниката на 17 март без покачена температура со наод на белите дробови. Вчера после влошувањето на состојбата е направена реанимација, која што иницијално е прифатена, поставен е пациентот на респираторна машина, но по неколку часа состојбата дополнително се влошила и тој починал. Не дал податок ниту тој, ниту семејството дека има некој коморбидитет, со глед на тоа што ова, а и во однос на претходната пациентка која почина, резултираше со повеќе прашања. Дозволете да кажам дека пациентите кои што имаат претходна болест, заболување, состојба на белите дробови се во поризичната група и имаат повисока смртност, но тоа не значи дека има овој случај во свет кој што се починати, а немале таква состојба. Значи има секакви сценарија. Ова важи дека поризичната група се и повозрасните граѓани и тие со коморбидитет, но тоа не е правило. Во изминатите 24 часа се регистрирани 22 нови случаи на коронавирус во нашата земја. По градови состојбата е следната: во Скопје 15, Дебар 4, Куманово 2 и Охрид 1. Со ова вкупната бројка на диагностицирани пациенти со COVID-19 денеска до 12 часот изнесува 136, од кој еден е излекуван и двајца пациенти се починати. Според местото на живење, до сега случаи на COVID-19 се регистрирани во Скопје 81 лице, Дебар 40, од кој едно е починато, Штип 7, Куманово 3, од кој едно починато лице, Кавадарци 2, Охрид 2 и Гостивар 1 пациент. Денеска на инфективната клиника се прават 6 контролни брисеви на пациенти кои што се веќе хоспитализирани. Тројца пациенти се во потешка состојба, еден е во средно тешка состојба и двајца пациенти се со лесна клиничка слика. Испитувањата се прават согласно времето кога се примени на клиниката, кога е направен тестот, и ова е анализа која што ќе покаже дали се уште заразни, односно дали се уште носители на вирусот без разлика на формата и клиничката состојба.